ова евангелска перикопа која денеска ја слушавме се вика првосвештеничка молитва. Но скоро никогаш на овој ден не ја толкуваме истата, зашто редовно скоро зборувам за соборноста во црквата или за првиот Вселенски собор. И ќе дојде прилика во некоја друга можност, ќе ја толкуваме и оваа молитва која е многу содржајна и многу значајна. Меѓутоа денеска немаме мотив само заради тоа што е недела во која се слава тотитот првиот Вселенски собор, да зборуваме за тоа, туку нагласена е потребата, зашто 1700 години славиме од одржувањето на првиот Вселенски собор. 1700 години, ќе рече човек, не се 17 години, што Индија не се малку, не се 170 години, што е скоро 2 века, туку 1700 години од задржувањето на првиот Вселенски собор. 325 година се случи првиот Вселенски собор, а сега сме 2025. И некој ќе има смелост да ни каже дека нашата вера е неискусна вера, неиспробана вера. Ние имаме вера која е испробана со векови. Но она што е важно во верата наша, што можеби многу поретко ќе го најдете и во другите религии, а апсолутно не вака како што е поимено во светото православие, тоа е верата како соборност. Затоа ја славиме, го славиме овој настан на првиот Вселенски собор. Вие знаете дека до 313 година, до Миланскиот едикт, верата била забранувана и христијаните гонети. Дури во 313 година, светиот цар Константин, кој сега за неколку дена го славиме, дал можност христијаните слободно да веруваат во тоа што веруваат, во нивниот Бог, тоа е нашиот Бог, и да не бидат гонети заради тоа. И после, значи, ако е 325 за 12 години, токму царот Константин го свикува првиот Вселенски собор. И ќе рече човек, од првиот Вселенски собор до 7-миот, сите собори се свикувани од царевите. Зошто? Царот имал врховна власт на црквата, како сега да речеме што е во англиканската црква, кралот има врховна власт. Сега скоро беше интронизацијата на кралот Чарлс и тој ги презеде и врховните должности врз црквата. Не браќи и сестри во православието, никогаш не се случувало да му биде предадена врховната власт на царот. Тој можел да го свикува соговорот и јасно и документирано докажам дека тој ги свикувал сите 7 Вселенски собори, односно царевите. Ма зошто, ќе рече човек? Па кој да го плати престојот на толку луѓе, ако не царот? Имале пари, велите епископите сами да си платат, па сами не доаѓале. На првиот Вселенски собор учествувале колку 300 и нешто епископи, и тоа замислете секој од нив носел некој свештеник како советник и некој ѓакон со себе. Носеле сигурно и луѓе кои го носеле багажот,
а ако биле болни, ако мете носеле уште по двајца да се подпираат врз нив, што значи многу луѓе се во денешна сметка неколку милиони евра чинал еден Вселенски собор. Затоа царот го свикал, тој има можност да го свиткува. Меѓутоа тој не председавал на самиот собор. Единствен обид да председава и нешто да интервенира во соборот направил овај скопјанецот цар Јустинијан, кој сакал да се меша во црквата, меѓутоа тоа не им е дадено на ниеден цар. Тие колку што можеле интервенирале, ама толку биле трезвени очите на црквата, што не дозволувале груби интервенции од страна. А зошто ги реши човек? Па толкму затоа што соборниот начин на живење им бил првенствен. Значи, соборот е последица на соборниот начин на живот во црквата. А тој ќе праша човек, па што е разлика меѓу соборниот начин и овој начин кој го живее човекот и сега во 21 век? Голема разлика е. Разлика дали живее како единка човек или индивидуа, како ја викаат, и се собираат многу индивидуи на конференција, како што се да речеме во Европската Унија, секој може да си го каже своето мислење и потоа влијае, односно има дејство мнозинството. Меѓутоа, соборниот начин на живење се разликува од тој индивидуален начин на живот. Во што? Прво, соборноста на личноста подразбира дека една личност во себе содржи многу личности, не е само за себе. Следствено на тоа не одговара само за своите постапки, туку одговара каков ќе излезе неговиот лик пред другите. Затоа што тој ги содржи во себе и Петко, и Трајко, и Јанко, сите ги има во себе и истовремено е одговорен за нив. Така се создава и епископскиот начин на живот, во кој епископот е одговорен за сите во својата епархија, односно сите во неговата диецеза се содржани во него. И затоа соборите во црквата се епископски собори, затоа што сите епархијани учествуваат преку епископот. Не тој да е гол представник на индивидуалци кои се собрани, еден бара едно, друг бара друго и сега како да најде мера епископот што да направи. Туку во себе личноста ги содржи сите други личности од епархијата. Затоа епископските собори биле собори само на епископите, а не на другите. Обид направен прв е да се индивидуализираат тие собори со црквениот народниот собор на Руската православна црква во 1917 година пред револуцијата се случува. Имало многу дискусија тоа дали да се дозволи свештениците, ѓаконите и лаиците да гласаат во тој собор. По некоја инерција и не знам сите детали зошто тоа се дозволило, меѓутоа лош пример покажало и многу цркви го прифатиле црквено-народниот собор како повисок дури од епископскиот собор. Руската црква го држала само тој црквено-народен собор во 1917, понатаму преминала само на епископски начинот собор.
Меѓутоа, некои цркви, меѓу кои и нашата, го прифатиле тој како врховно тело, што секако е погрешно и секако треба да се огласи да се откаже човек од него, затоа што не е начин на кој се изразува соборното влијание на црквата, туку индивидуалното. Таму имате гласови, збирна гласови од епископите, од свештениците, од ѓаконите, од лаиците, и сега кои гласови ќе бидат повеќе, тие ќе победат. Не, но со тоа се губи соборниот начин на живот во црквата. А тој соборниот начин на живот на црквата, како рековме, ја прави соборноста на црквата и ги прави одржливи соборите во црквата. Црквата православна, знаете, има 7 вселенски собори, но има многу помесни собори. Има многу собори, синот сега закажан е за 12 јуни, веројатно слушнавте, и тој е собор. И во него учествуваат епископите, ама не учествуваат само епископите, туку сите кои се собрани во епископите, а тоа значи целата црква. Затоа толку ги славиме соборите во црквата. Иначе, големите чуда ако беа конференции на индивидуалци. Такви конференции се случуваат по милиони во текот на денот. Ама работата е што една цела епархија, собрана во својот епископ, учествува во еден собор. Каков е тој? Може да биде вселенски собор, може да биде помесен собор, може да биде митрополитски собор и така е познала црквата, и познава и куќен синод или куќен собор на Вселенскиот патриарх, кој скоро, ако приметите, ниједна одлука не донесува сам, туку да донесува ние со синодот. А тоа значи ние со соборот, што значи тој соборен начин на живот е прелиминарен во црквата. Не може една личност, нека е тоа Вселенски патриарх, нека тоа е многу талентирана личност, не може сама да одлучува во црквата. Таа еклесиологија, која е рано христијанска, е некако променета на запад, и денес имаме најголемиот проблем со римскиот папа е токму тоа што тој може сам да одлучи за се, а православната црква не може да прифати дека еден човек може да одлучи во црквата, туку мора соборно да се действува. Пак е мнозинство на гласови и во соборниот начин, одлучувачки фактор е мнозинството на гласови, ама не може да не се слушне мислењето на некој епископ. Има такво правило од Вселенските собори, ако некој епископ не учествува од разни причини, дали не е повикан или не бил во неможност да присуствува на соборот, тогаш не е должен да ги прифати одлуките на тој собор, зашто нема можност неговата црква да ги даде аргументите за или против таа одлука. Тоа е многу важно, тоа го имате само во црквата. И фала му на Бога што е така. Црквата ни дава можност секоја од личностите да се изрази преку тоа. Значи, секој од личностите во една епархија да се изрази. Затоа е тој начин на соборствување или живење соборно, благословено во црквата. И тој живот во црквата во суштина е различен од световниот.
може би најразлично од световното постоење е токму тој начин на постоење. Како што спомнав, во светот може да има милион конференции во еден ден, ама тие се збир на индивидуалци. Тие можат слободни се да го кажат своето мислење, ама дури, вие велите, кога прави состаноци собрани, Елон Маск ќе се откаже од својата волја затоа што мнозинството ќе му гласат поинаку? Не. А ако тој е свесен дека во тога мнозинство пак учествува целиот народ, односно црковен народ, како што учествува преку епископите, тој не може да го занемари учеството на сите во црквата. Тоа е убавината на црквениот начин на живот во суштина. Тоа дава нова перспектива, нов елан во црквата, зашто дава перспектива за начин на постоење и начин на живот кој го има како уникат во црквата. И тој начин на црквата соборноста да го одржува, а ние пак да ја негуваме соборноста како начин на постоење секаде, и во црквата, и во семејството, и во работното место, и секаде. Зашто тоа не прави прави христијани и ни дава должност да го чуваме и да го пазиме тој начин на живот.